Во Евангелието по Марко, 16 глава, ќе читам од 1 до 6 стих, вели, кога мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Салома купија мириси за да дојдат и да го помажат. И многу рано во првиот ден на седмицата дојдоа на гробот, кога изгреваше сонцето. И се зборуваа меѓу себе кој ќе ни го одмести каменот од вратата на гробот. И кога погледнаа, видоа дека каменот е одместен. Имено беше многу голем. Кога влегоа во гробот, видоа младич во долга бела облека, како седи одесно и се зачудија, но тој им рече: не бојте се, вие го барате распнатиот Исус Назареецот. Воскресна, не е тука. Еве го местото каде што го положија. Тој е тој ден денешен кога се објави дека тој е воскреснат и кога видовме дека навистина со тоа што Исус ја победи смртта, воскресна, ни подари и нам вечен живот. Амин. Радосната вест која што денес ја разгласуваме, ја живееме, треба да знаеме дека почна со тага, односно со една длабока и силна агонија која што Исус ја искусуваше, особено во последните часови пред тој да биде предаден, а потоа и распнат на крстот. Треба да знаеме дека Исус дојде на земјата за да не спаси, но нашето спасение го чинеше живот, страдања, болка, отфрленост. Го слушавме тоа од Светото Писмо и денес, го читаме сето тоа, но треба да запомниме дека нашето спасение не го заработуваме и не е одлика на нашите добри дела кои што сме ги вршеле. Тоа не се заслужува. Тоа е подарок од Бога, кој што се прима со вера кога ќе го примиме Исус Христос за наш Господ и Спасител. А исто така треба да знаеме дека спасението е манифестација на Божјата благодат кон нас, но со жртвувањето и пролевањето на светата Исусова крв, која што се пролеа за прошка на нашите гревови. Евангелијата ни кажува дека Исус, од кога имаше Господова вечера, по вечерата ја напушти горната соба и заедно со неговите ученици се упатуваат кон местото наречено Гецеманија. Тоа е градина со маслинки, која што се наоѓала надвор од зидините на Ерусалим. Но зборот Гет е збор за преса, а Семин е збор за маслинка. Со ова разбираме дека тоа не е шумичка со маслинки, со маслинови дрвја, туку тоа било местото каде што се цеделе маслинките. И сакам да слушнеме, бидејќи од овде почнува агонијата Исусова. Матеј 26 глава вели: потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гециманија и им рече на учениците: поседете тука додека отидам онаму да се помолам. И кога ги поведе со себе Петар и двајцата Заведееви синови, се натажи и почна да тагува. Тогаш Исус им рече: смртно е нажалена мојата душа. Останете тука и бидете будни со мене. Оддалечувајќи се малку, падна ничкум, се молеше и говореше: Оче мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, сепак нека биде не како што сакам јас, туку како што сакаш ти. Па дојде кај учениците и ги затече како спијат и му рече на Петар: толку ли не можевте еден час да останете со мене будни? Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Во времето на Исус маслинките биле исклучително вредни и денес, но тогаш биле посебно вредни, бидејќи маслинката како плод овозможувала на луѓето повеќе намени, како што е масло за помазание, исто така за леки храна, но исто така за сапун и светлина за тие во тоа време ламби кои што гореле на тоа масло. Исус ги доживеал овие употреби на маслиновото масло во текот на својот живот, особено во последните денови на земјата. И прво, ако се сеќавате, тој беше помазан со скап парфем на една жена, нели? Кога се истури тој парфем, најверојатно тој содржал исто така во основата маслиново масло. Подоцна Исус и неговите ученици ја јадат пасхата со леп натопен во маслиново масло, а по вечерата Исус и неговите блиски ученици одат во шумата да се молат. И таа шума која што така ја знаеме како градина е Гецеманската градина. Во тоа време земјоделците што правеле?
ги земале маслинките, ги ставале во едно корито од голема камена преса за маслинки, а потоа го тркалале големиот, тежок и кружен камен над нив, над маслинките. Таа тежина од тој камен толку бил силен, толку бил јак, што ги дробел маслинките, дозволувајќи од нив да протече масло, кое што внатре се излевало преку изливот вдлабен во самиот камен. Ова е важно, бидејќи првото поминување на тешкиот камен ги произведувал најскапоцените и најчистите капки маслиново масло. Ова масло било исклучително скапо и се користело за света употреба, за помазание на свештеници и кралеви. Исто така ова масло е најчиста форма и се користело за осветување на нештата, се користело за помазување, како што кажав, но исто така и да оддава чиста светлина на светите места, како палење на менората во шаторот и во храмот. Потоа, каменот, од кога првиот пат ќе ги притисне маслинките, како прва преса и тоа масло кое што ќе се извади, следува второ притискање, односно втора преса, кога каменот повторно се превртувал над маслинките, произведувајќи втора тура масло, кое што се користело за правење на лекови и фармацевтски масти, мелеми за лекување, се користело исто така за готвење и храна. Третиот премин од каменот произведувал масло што се користело за правење сапун, луга и се користело за секојдневни светилници, односно светилници кои што биле гореле на маслиново масло за секој дом. На хебрејски овој вид на маслинова преса се нарекува гат шеманим или гецемуним, што го преведуваме како гецимане. Сега ова е важно да го сватиме, бидејќи Исус беше притиснат, беше дробен и доживуваше што? Агонија. Агонија која што ја доживуваше 3 пати, како што маслинките 3 пати се притискаат за да се исцеди масло од нив. Исус се молеше на Бога за одминување на горчливата чаша, но исто така се покори и беше одлучен да биде Божјата волја, а не неговата волја. Слушнавме во Словото, вели дека неговата душа била смртно нажалена и потоа отиде кај учениците, но тие беа заспани, им порача да останат будни и да се молат. Продолжувам да читам од Матеј 26 глава. Повторно отиде вториот пат. Повторно отиде и се помоли говорејќи: Оче мој, ако не може да ме одмине оваа чаша без да ја пијам, тогаш нека биде волјата Твоја. Кога дојде, пак ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнале. Тогаш ги остави, отиде и се помоли по 3 пат. Уште една состојба која што внатрешно ја доживуваше дробење, кое што го искусуваше како преса. И се помоли по 3 пат, изговарајќи ги истите зборови. Потоа пак дојде кај учениците своји и им рече: Се уште спиете и почивате. Ете, наближи часот и Синот човечки се предава во рацете на грешниците. Станете да одиме. Ете, се приближува оној што ме предава. Амин. Токму во оваа агонија неговото срце било многу вознемирено и во таа вознемиреност Исус се молел уште повеќе. Затоа и 3 пати оди на молитва и го искусува сето тоа многу длабоко и многу тажно. Вие треба да знаете дека бил под силен притисок, но исто така слично како маслинките. Во Лука 22:44 вели: Па бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, поусрдно се молеше, а поттаму беше како капки крв што паѓа на земја. Тоа се нарекува хематохидроза и е многу ретка состојба во која поединецот ја поти крвта. И тоа може да се појави кај поединец кој што страда од екстремни нивоа на стрес, немир, страв, состојби на внатрешна агонија. Така да Исус ја претрпе таа агонија, но остана одлучен да биде Божјата совршена волја. Сега сакам да направам паралела. Како што првото масло од маслинките под преса се користеше за помазание на свештеници, на кралеви, така Исусовата крв, која што почна да се пролева за нас, беше за да нас не направи свети, но исто така и царство на свештеници.
пишува во Откровение 1 глава 5 и 6 стих: и од Исус Христос, верниот сведок, првороденецот од мртвите и владетелот над земните цареви. Тој нас не љуби и со својата крв не откупи од власта на гревот. Тој од нас направи царство на свештеници кои служат пред Бог, кој е негов татко. Нему му припаѓаат славата и власта во вечни векови. Амин. Откако Исус бил уапсен во Гецеманската градина, бил одведен да биде тепан, камшикуван со камшик. Меѓутоа на камшикот, знаете, имало врвови од олово, кои што кога биле забивани, откорнувале месо од неговото тело. И во неколку преводи од Библијата се спомнува дека тој бил изнаранет, добил рани. Тие биле рани кои што правеле како пруги. Целиот бил истепан, измалтретиран, целосно бил унакажан, така да и тие рани кои што биле длабоки и целото месо од грбот го откорнувале, било страшно болно, но Исус тоа доброволно пристапил да го претрпе за мене, тебе и за сите нас. Библијата исто така ни кажува дека нашето исцелување е поврзано со тие рани, именно преку неговите рани ние се исцеливме, нели е така? Затоа како што маслото од второто седење на маслинки се користи како средство за лекување, така и крвта од раните на Исус, кои што ги претрпе Исус од неговото второ притискање, односно кршење или камшикување со тие камшици, сето тоа ни овозможи исцелување. Затоа слушнавме, се прочита денеска Исаија 53:4-5, а тоа гласи: тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Амин. Исус е нашиот исцелител и Светото писмо ни покажува дека неговата жртва ни носи исцелување, а маслото од втората преса, знаете, ви спомнав, се користело и како храна. Во случајот Исус ни дава храна, неговите зборови се наша духовна храна, а тој ни објави дека тој е живиот леб, односно лебот на животот, но исто така и жива вода. Јован 4:14 вели: а оној што пие од водата што јас ќе му ја дадам, никогаш нема да ожедни. Водата што јас ќе му ја дадам ќе стане во него извор на животодавна вода и ќе му донесе вечен живот. Потоа во Јован 6:35 вели: Исус им рече: јас сум животодавниот леб, оној што доаѓа кај мене никогаш нема да огладни и оној што верува во мене никогаш нема да ожедне. Третото кршење или притискање на Исус и пролевање на неговата крв се случи при самото распнување. Не само што искрварел додека висел на крстот, туку за да ја потврди неговата смрт, војникот кој што бил таму, што направил? Со копјето пробил во неговите ребра, од каде што протекло вода и крв. Исто како што маслото од третото и последно цедење на маслинките се користи за да се направи сапун за чистење, така и последното пролевање на Исус, на крвта Исусова, не чисти од нашите гревови. Читам од Ефесијани 1 глава 7 стих, важен стих. Христос ја пролеа собствената крв за да не откупи. Сега гревовите ни се простени. Го стори тоа поради својата неизмерна благонаклоност спрема нас. Амин. Значи, крвта на Исус не само што не спасува од грев, таа крв ни дава и живот. Крвта е таа која што овозможува очистување на душата. Затоа читам од книга Левитска, 17 глава 11 стих, зашто душата на секое тело е во неговата крв. И јас ви ја дадов за жртвеникот, за да ги очистувате душите ваши, бидејќи таа крв ја очистува душата. Амин. Животот од Бога доаѓа во нас преку крвта на Исуса Христа и затоа е важно да сватиме дека нашето спасение е обезбедено преку пролевањето на Исусовата крв. Клучно е да разбереме во Евреите 9 глава што е запишано. Христос вели принесе крв во најсветото место еднаш за секогаш.
но не крв од јарци и јунци, туку ја принесе собствената крв и на тој начин за секогаш го обезбеди нашето спасение. Ако според строгиот религиозен систем луѓето телесно се исчистува попрскувајќи се со крв на јарци и бикови и со пепел од јуници, колку повеќе тогаш може да постигне крвта на Христос? Преку вечниот дух тој се принесе себе си како совршена жртва пред Бог. Неговата крв ја исчистува нашата совест од дела што водат во смрт, за да му служиме на живиот Бог. Христос умре за да ги ослободи од казната оние што сгрешија и го прекршија Стариот Завет. Така тој стана посредник меѓу Бог и луѓето на еден нов завет, преку кој сите што се повикани од Бог ќе го примат вечното наследство што Бог им го вети. Амин. Преку Исусовата крв ние сме откупени, а тоа значи вратени одново во рацете на Бога. Од кого сме откупени? Од рацете на ѓаволот сме откупени преку што? Преку скапоцената Исусова крв. И затоа мора секој христијанин да осознава колку е важно тоа што Исусовата скапоцена крв се пролеала за него. Бидејќи вели во 1 Петрово, вие знаете каква цена беше платена за да бидете откупени од безвредниот начин на живење што го имавте наследено од вашите татковци. Знаете дека не бевте откупени со сребреници и златници кои се потрошни нешта, туку со скапоцената крв на Христос, безгрешното, совршено Божјо јагне. Амин. Маслото од третото притискање, од третото пресување на маслинки се користи за правење сапун и се користи исто така за палење светилки за секојдневна употреба. И затоа можеме да ги видиме тие две аналогии во Светото Писмо, каде што Јован во 8 глава, 12 стих објавува: јас сум светлината на светот, кој врви по мене нема да оди во темнина, а ќе ја има светлината на животот. Исус го објавува тоа и затоа ние имаме надеж и светлина поради што? Поради неговата смрт и воскресение. Ние имаме надеж, не сме безнадежни. Така да неговата светлина свети и ни дава правец, ни дава насока како да одиме по животниот пат, односно како светилка што ни го покажува правилниот пат. Во Псалми 119:105 вели: Твоето слово е светилник на нозете мои и светлина за патеката моја. Ние сме повикани да ја светиме, да ја зрачиме Исусовата светлина за луѓето да ја видат. Да ја видат и таа да им донесе и на нив надеж, но и да им покаже нова смисла на постоење и да им даде откровение за спасението обезбедено преку Христос. Но исто така сакам да истакнам нешто што е клучно за црквата, за заедницата, а тоа го читам во 1 Јованова 1 глава 7 стих. Вели: а ако пак во светлина одиме, како што е тој самиот во светлина, тоа значи дека ние еден со друг имаме заедништво. И крвта на Исус Христос, неговиот син, не очистува од секаков грев. Амин. Ова е важно, бидејќи ако ние одиме во светлината, тогаш ќе имаме заедништво. Односно, доказ дека ние одиме во светлината е всушност да имаме заедништво меѓу нас. Крвта на Исус не очистува од сета темнина и од сите влијанија на темнината. И е важно да разбереме, бидејќи ако излеземе надвор од светлината, ако допуштиме да се движиме во сенките, тогаш односите, релациите меѓу нас ќе се расипат, ќе се компрометира силата на Исусовата крв која што може да не чисти. Затоа, додека одиме во светлина, која што пред се значи заедништво, крвта Исусова ќе не очистува од секаков грев. Но ако ние си мислиме дека живееме индивидуална духовност и ние сме си во светлина, а притоа немаме општење и заедништво еден со друг, се лажеме. Тоа не е чекорење во светлина. Само кога чекориме во светлина, во заедништво еден со друг, крвта Исусова не очистува. Затоа сме си потребни едни на други.
да се крепиме едни со други, да се подсетиме дали сум јас во мирен однос со братот и сестрата, дали вчера некого го навредив, дали мене некој ме навреди, да си простиме, да ги обновуваме релациите, да одиме во светлина, а не во дистанца, не во индивидуална духовност, не во со срце потиснато и со список кој што како рекол, со горчина и незадоволство. Сепак вие треба да одлучите дали во вас ќе победи љубовта на Исус и ќе простите на се и нема да ја барате својата правда, или ќе дозволите мракот да го помрачи вашето срце со незадоволство, разочарување, горчина и отфрленост. Но ако му ги признаваме своите гревови на Бог, тој е правичен и ќе си го одржи ветувањето, ќе ни ги прости гревовите и ќе ни исчисти од сета неправедност. 1 Јованова 1 глава 9 стих. Крвта Исусова ни овозможува оправдување, но тоа не е само да се биде ослободен од вина, туку да се биде направен, праведен, помирен со Бога. Амин. Кога ние се подпираме на Исуса Христа, на неговата жртва за нас, тогаш ќе бидеме облечени со облека на спасението, но не само тоа, туку ќе бидеме и наметнати, покриени со плаштот на праведност. Ова треба да го објавувате секој ден со радосно срце и вера во Исуса Христа. Од каде јас ова го разбирам? Бидејќи е пишано: со голема радост се радувам во Господа. Мојата душа воскликнува кон мојот Бог, зашто ме облече со облека на спасението, ме наметна со плаштот на праведноста, како младоженец кога ќе си стави венец или невеста кога ќе се украси со накит. Исаија 61 глава 10 стих. Кога ние знаеме што направи Исус Христос со пролевањето на неговата крв за нас, тогаш на нас што ни останува? Ни останува да ја разгласуваме оваа вистина што ја слушаме, да излегува од нашата уста, бидејќи тоа значи победа над непријателот. Откровение 12 глава 11 стих вели: и тие го победија заради крвта на јагнето и заради словото на своето сведоштво, и него засакаа својот живот дури и до смртта. Амин. Ова значи да го објавуваме словото на Бога што говори за нас кој сме, односно што прави крвта на јагнето за нас, со тоа да го изразуваме нашето сведоштво, да се согласуваме со Бога, а непријателот ќе избега и нема повеќе да има право врз нас. Значи Исус го издржа притисокот, го издржа кршењето или дробењето. Зошто? За да не мораме ние. Тој го издржа крстот за ние да можеме да кажеме дека сме биле притиснати, но не сме биле здробени. Исус го зазеде нашето место. Тој стана проклетство на крстот за ние да бидеме благословени. Тој стана беден за да ние бидеме обогатени. Тој стана проклетство, нели, за да ние бидеме благословени, но и благослов за другите. Тој ги понесе нашите болести за преку неговите рани ние да сме исцелени. Тој беше отфрлен за да ние бидеме прифатени и посинети. Скапо е платено нашето спасение преку Исусовата света, непорочна, безценета крв. Во 2 Коринтијани, 4 глава вели вака: преку страдањата на овие наши тела, ние постојано учествуваме во смртните страдања на Исус, за да се види и неговиот живот во нашите тела. Живееме под постојани закани дека ќе не убијат поради тоа што проповедаме за Исус, за да може Исусовиот живот да се пресликува во нашите смртни тела. И така додека смртта си ја покажува силата против нас, вечниот живот ја покажува својата сила во вас. Амин. Исус е избавителот, Исус е исцелителот, нашиот спасител, но и наша храна, која што секогаш задоволува. Исто така тој е светлината, која што не бледне. Ако е фенер, ќе се изгасне, ама Исусовата светлина не бледне, е вечна. Затоа е важно да разбереме пред Христовата смрт. Во храмот постојано горело кандило со маслиново масло. Но кога Исус умрел, тој захтев исчезна. Бидејќи преку неговата смрт, Исус ја победи темнината и Исус
ја намали потребата од постојано запалена светилка, бидејќи преку неговото воскресение, неговата светлина никогаш не престанува да свети за светот. Завршувам со Колосјаните 1 глава 18 стих до 22. Вели: Христос е глава на црквата која е неговото тело. Тој е почетокот, прв што воскресна од мртвите, зашто Бог одбра во него во целост да се всели Божјата природа и преку него да ги помири со себе сите, било да се на земјата или на небото, воспоставувајќи мир преку својата крв пролеана на крстот. Тоа ве вклучува и вас, што порано бевте отуѓени од Бог и му бевте непријатели и во мислите и на дело. Сега преку телесната смрт на неговиот син, тој ве помири со себе. Затоа Христос ќе ве представи пред Бог како свети, непорочни и безпрекорни. Амин. Слава на Бога. Верувам дека ова слово ви допринесе да ви стане појасно за значењето на Исусовото жртвување за сите нас, за пролевањето на неговата света крв. Колку е тоа значајно, но колку и потребно да го објавуваме врз нас и за нас, бидејќи тоа е наше оружје, кое што ни овозможува победа над непријателските сили. Непријателот не сакаше ни ова денеска да го спомнам, да го зборувам на вас и за вас, да го слушнете. Се обидуваше на различен начин тоа да го спречи. Меѓутоа Господ намисли и неговата мисла, неговата волја, неговиот план совршено се остварува. Ние само треба да му веруваме и она што го кажува тој да го примиме во нашето срце, а кога ќе го преполни тоа нашето срце да излегува од нашата уста како единствена вистина која што ја веруваме и живееме. Христос е жив, Христос е Господ и Спасител, Христос седи од десната страна на Таткото Небесен и нас исто така не воскресна, ни даде живот воскресенски. Нашиот вечен живот што Исус ни го даде по милост Божја, не почнува од кога ќе умреме на овој свет. Почнува од моментот кога ќе го примиме Исус за наш Господ и Спасител и ќе дозволиме со тоа тој да биде на престолот на нашиот живот, односно ќе царува врз нас, во нас и ќе управува во сите аспекти на нашето живење. Така да ние веќе го живееме вечниот живот од овде на земјата по милост на Бога, а во тоа ни помага и Светиот Дух. Затоа охрабрете се, бидејќи што и да се случува. Важно е да знаете дека тој, Христос, ќе не представи пред Бога како свети, непорочни, безпрекорни. Он го претрпе крстот за ние да бидеме разрешени од вина. Он го исполни законот, за не сега ние да го исполнуваме законот, туку да живееме под Божјата благодат, водени од Светиот Дух. Ова го знаете, знам дека го знаете и ме радува што го знаете, но е потребно и практично да го живееме секојдневно, со таа мисла, со тоа верување, со такво отворено срце да пристапуваме кон Бога и навистина да имаме живот во изобилие, но пред се на Божиот шалом и Божјата благодат.